1-2, 1-2, вршиме проба, 1-2, 1-2, вршиме проба. Еден, два, вршиме проба, 1-2, 1-2, вршиме проба. Гледаш ли конкретни лица? Слики? Да. Во кое време? Минато? Сегашно? Идно? Усите! Има ли човекот собствен код? Мислам, нишка, преку која се распознава неговиот живот. Гледаш само делови, мислам, фрагменти или пак гледаш еден цел живот? Живот! Цел! Се одмотува пред мене кат на кино. А читаш ли мисли? Да. На колкаво растојание? Какво разстояние? Не те разберам, шо питуваш. А мислите на странци, на туѓи јазици? Нема чужди езици. Се едно. Ако некому му се предскаже некаква несреќа или смрт, може ли сето тоа да се спречи? Не. А за повеќе луѓе, мислам, за градови, држави, Не. дали дарбата ти е дадена од други, повисоки сили? Да. Какви? Во оваа куќа баба Вања живеела повеќе од 20 години. Овде секогаш бил врвулица од граѓани, селани, интелектуалци, уметници, кои што доаѓале од Европа и од Балканот кај Видовитата. А оние пак што не можеле да дојдат, и испраќале писма, разгледници, пораки. Секој со својата мака. Колко съм природена на тези езика. Кажи на кой се, колко съм природена жена майка ми. Най-първата майка Фаронка, а после. Бугарија од 1945 година станала социјалистичка држава. Власта, предводена од Бугарската работничка партија, практикувала систем кој почивал на атеизам. Црквата била одделена од државата, оставена на милост и немилост на малкуте верници кои не се плашеле од пресиите на системот. Згора на се, Бугарската православна црква била поделена, а врвот и владиците во синодот контролирани од државните служби. Но, освен конверските заедници, комунистичката народна власт била немилосрдна и крајно репресивна и кон разните гледачи, бајачи, гатачи и билкари, кои ги сметале дури за поопасни од поповите
и очите. Во такви околности, речиси во тајност, спротивно на државата, политиката и законите на социјалистичка Бугарија, Вања, овде, во оваа соба, токму на ова место, ги примала луѓето кои доаѓале кај неа по одговори на прашањата кои што не можеле да одговорат ниту политиката, ниту законите, ниту државата. Иако се обиделе на различни начини да ја попречат во тоа што го прави, властите сепак не успеале да скршат. Затоа што, како што кажувала баба Вања, не можам да се ослободам од товарот на човечките судбини, кои ни давале мир. И на крајот, сепак се досетиле како од сето тоа да направат бизнис, кој на државата ќе носи профит. Правилно да върви. Не ти да се изтегла, да не пречат на жената да се доста. Нужно ли да влизаме в пререкания, да се караме като културни хора? Миналата година, нали казах си преди, казах, че отчетох 102 хиляди лева. Значи към 9 хиляди и нещо бройки наши граждани. Останалите са чужди граждани. 35, 45 некога. Но не е останало по 25 човека за дена. Борис Иванов Гюров кой е? Борис Иванов Гюров. Христина Николова кой е? Елена Велева кой е? Елена Велева. Димитър Райчев. Мария Христова кой е? Мария. Симеонова, да. Мария Христова Симеонова. Мария Христова Симеонова. Во една таква средина се нашла и Вања, во малото градче Петрич, кое што се наоѓа во југозападна Бугарија, на границата со Југославија, односно Македонија, која од секогаш била сметана за воена и политичка закана. Тоа се времењата кога преминувањето на оваа граница за бугарските државјани беше тешка и комплицирана работа. Имено бугарите не поседуваа пасоши за патување во странство, па патувањето надвор од државата мораа да го прават во специјални случаеви со специјални дозволи. Освен за граѓаните на Петрич, кои со специјални документи, така наречени пропусници, можеа да патуваат само до Струмица. Тој режим овозможи врските помеѓу струмичани и петричани не само да се одржат, туку и да се продлабочат. Мене майка ме е запознавала, правила си им обед за нея, не ли? Ама не бе ме видели. На свежене му отнесе како дете бех, на 14 години, повеќе съм немала. Прв пат видех там. После она дојде тук, у Ново село. У нас дојде. Дома дека си бех не тук. Зашто с майка ми се прво бречеди. И тама много запознаях ги тук. После, като излезе тия припусници, да, припусници, кой излезе, и аз вече почнах да возам кај нея дома. Ќе возам, много беше там, не беше баш слободно да си влезеш, нели? Ќе се представиш как се викаш, они ти принесат съвсем трето име. Знаат, оте сме роднина, не трябваше да кажеш од си рода. Ако се кажеш од си рода, нема да те пуштат. И на нея забранија да не доваѓа тук. Кој забрани? Бугарто. Зашо ја забрани? Ми страх е било да не си останала тук у Македонија. А кој го е кажал това? Она или го е кажал? Она го кажа. И аз вика, много сакам да дојдам у Македонија. Ама вика, не смеам. Ме веревце и вика, сеца по мене. Или с них да дойде. А оно сама никак няма Поштиевиќа да дойде. Нека влезат моите. Струмичане да не чекат. Нема македонец од Струмица кој што бил кај баба Вања,
а не го започнал разговорот за неговата лична средба со неа со овие реченици. Кои се од Ново село? Ајде нека влеват. Ќе ве пускаме, влевајте, викаве Вања. И ние ќе идеме, и ние прво ќе седеме, имаше столче, таа беше така полуседната на еден кревет, исто покриен со каен на килим од волна, упашено со тај прегач каен од волна на разбој, елек волн и забрадена со шамија и волни чорап. Седена, дебела вака, кога ја видов, се запрепустив. Па тие толку си личе сите, и баба Гона, и баба Магда, и баба Совка со баба Вања. Кога ние им објаснивме како се таму по Ново село нашите, изненада почна да зборува за мене. А јас претходно ми рече Чико Васо дека треба да ставам шеќерче под перниче и така 3 вечери да спијам, па на тоа перниче она да ми гледа. И не успеав ни шекер да ја го дадам. Почна да вика по мене. Што сакаш бе ти? За тоа ли дојде? Да ти кажам дека треба што поскоро да ја мавнеш таа црната. Таму што ја имаш. Што ки те онако нема се земеш со неа. Тебе друга црна те чека. Те чека и ќе те однесе многу надалеку. Ма вика сме сиромашки, ти ќе бидеш средно богат човек. И нема вика да живееш во Македонија. Не викаш она Југославија. И јас си викам, па бабо, па јас и не живеам во Македонија. Одговорих и, живеам јас, викам, во Србија. За мене е тоа Македонија. Ти нема да живееш во Македонија. Ти ќе си многу надалеку. Јас во тоа време нема представа дека ќе бидам во Швајцарија во странство. И дека ќе имам толку, не беме сиромашка фамилија. Сосема е разбирлива и човечна незината приврзаност кон родниот град и незините сограѓани, кои ги напуштила во моментот после долги години на физичко и духовно талкање од една до друга болница, од еден до друг град, право во родното место. Токму таму, таа ја пронашла целта на незиното долго патување. Ова е примната соба на баба Вања, соба во која што биле примани многу видни личности од целиот свет. Меѓу нив најприсутна била Људмила Живкова, ќерката на поранешниот бугарски претседател Тодор Живков. Ова е познатата бела соба, на која што баба Вања била многу годна. Ова е спалната соба. Се уште се чувствува духот на баба Вања. Како да спие. Роберт Марија Пие Станислав Сакско-Бургоцки е еден од многуте кои после него кај Вања ќе дојдат како кралеви и цареви, а ќе се заминат како просјаци. Или обратно, како што се случило 60 години подоцна, со еден сосема обичен, непознат млад човек, кој од љубопитност ќе отиде кај баба Вања да му ја види судбината. Кирсијан Илјужимов, влюбнат и скромен човек, оддаден на службата во една мала руска корпорација. И покрај предскажувањата на баба Вања дека во една година ќе стане 2 пати председател, еднаш
на една мала држава и втор пат на една голема светска организација и потоа ќе стане многу богат човек, не му се верувал. Но тој верувал или не верувал, сепак предскажувањето од Баба Вања се оствариле. Така што во 1993 година Кирсјан Илјумзимов ќе стане председател на малата Руска република Калмикија. А потоа ќе стане председател на големата светска шаховска федерација ФИДЕ. Така што денес Кирсјан Илјумзимов е богат трговец и неговото богатство се мери со стотици и стотици милиони долари. Таа од Струмица заминала на 32 годишна возраст, но веќе како зрел и возрастен човек, Евангелија Сурчева, но и како Вања. Имено, пред да се омажи и да замине од родниот и да дојде овде, во соседниот град Петрич, таа веќе била позната по незината необична способност. Па, со право можеме да кажеме дека ако легендата за Вања се родила и се потврдила во Струмица, сепак утврдувањето на феноменот Вања се случил токму овде, во југозападниот дел на Република Бугарија, на тромеѓето на југ со Грција и на запад со Македонија. Но ако дотука за родниот град на Вања, Струмица, раскажуваме за многу настани кои го карактеризираат времето во кој таа се родила и живеела. А тоа време и тие настани несомнено влијаеле во незиното формирање и како човек и како медиум. Што знаеме за градот во кој таа по личен избор дошла да живее до крајот на својот живот? Градот Петрич е еден од многуте градови основан по течението на Струма, која после Вардар е најголемата река во Македонија. И како и другите градови во Македонија, и Петрич има свое бурно и динамично минато. И историја испреплетена со постојани подеми и падови. И тоа е историја која во многу нешта потсетува и е во взаемна врска со соседната Струмица. Една од тие струмичко-петрички врски секако била и Баба Вања. Какви врски? На прв поглед тешки за разбирање. Но тие врски, ако ги погледнеш од наш македонски агол, секогаш станувале јасни, едноставни и разбирливи. Но да почнеме од почеток. Градот Петрич во историјата за првпат се споменува под името Петра, за која што долго време се мислело дека се наоѓа покрај местноста Рупите, во остатоците од древниот град, за кој што само пред 10 години ќе се докаже дека во суштина тоа е горно-македонскиот град Хераклеја Синтика. Петрич имал свое и скромно и едноставно, но и бурно и трагично минато, во кое пресвртна точка ќе биде крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Градот, кој бил мало место, со убава чаршија и богати бавчи, освен во обичајните македонски поделби на патриаршисти грци и екзархисти бугари, немал никакви други особени проблеми. И се така до почетокот на 20-тиот век, кога тие поделби ќе станат толку големи, што петричаните патриаршисти грци и петричаните екзархисти бугари во 1913 година, за време на Втората Балканска војна, исто како и соседите струмичани, не можејќи да изберат на чија страна да застанат, градот го запалиле и изгореле до темел. Екзархистите, кои биле побројни, заминале во соседниот град Кукуш и неговата околина, кој пак станал дел од грчката држава. И сето тоа во истото време, кога жителите на Кукуш и неговата околина, бегајки од грчките војски, решиле привремено да заминат во Петрич. И така, денес мнозинството од жителите и на Петрич и на Струмица го сочинуваат така наречените бежанци од Кукуш и околните села. И така,
Вања дошла од еден во друг град, денес од една во друга држава, но во суштина кај истиот народ. Феноменот Вања не можел повеќе да биде игнориран од бугарската држава. Па така, набрзо започнале два вида на исследување врз работата на Петричкиот пророк. Првиот бил строго научен, односно се направиле обиди научно да се објасни тоа што реал социјалистичката, строга материалистичка наука го отфрлила. А тоа е метафизичкото, односно духовното. Кои се мотивите на Вања? Кои се мотивите сега? Ако сте видели някои малко детенци, иска то да играе роля. Иска да бъде център, средище на Вселената. Иска то да влага своята воля. Най-малкото детенце, още нашата внучка. Виж ли какво? Твърди човешко е да желае човек да играе роля, да играе някаква роля, да има обществена стойност. И това е, според мен, основният двигател. Тя е загубила своето зрение. Тя е лишена от това, като имат другите хора. А освен това трябва да кажа, че и този феномен е също съществен, тъй като гледателите поначало са били слепци. Слепият е лишен от своето телесно зрение, това пък той получава едно духовно прозрение. И второто исследување било во стилот на тогашните социјалистички вредности од областа на националната безбедност. Па за таа цел, тогашните бугарски власти во оваа куќа инсталирале уреди за постојано прислушување. А тоа значи дека над баба Вања бил вршен 24-часовен полициски надзор. Од што се плашеле или што очекувале тогашните власти да чујат од баба Вања, не се знае ни до ден денес. Ванга е била обект за изследване, а не научен сътрудник на института, както някои от нашите опоненти говорят и дори пишат. Например, Лилян Ганчев в книжката "Телепатията без маска" си позволява на страница 4 да пише сътрудничката на Центъра по сугестопедия, врачката Ванга. Тя никога не е била сътрудничка на Центъра по сугестопедия, т.е. на Института по сугестование. Така или иначе, тя беше обект и като такъв беше изследвана, макар и че ние не успяхме това изследване да го проведем до край, не успяхме маса от нашите замисли да осъществим. Както можахме да направим, то е при 6-7 хиляди лица, направихме анкетни проучвания за това доколко тя е познала миналото, настоящето и бъдещето тях. А кражби? Шо? Велам, можеш ли да видиш и да препознаеш крадец или убиец? Еми ја. Учен човек си, ти питуваш, што не е запитуване. Като некој атмак да ми извиниш. Абе, знам го. Гледам го. Знам ги. Ја ги. А паже. Харами. Янке седжи. Кръвници. Изнасилуваче. Убийци. И на жени, и на деца. Майко, Господи Боже, Господи, си тука. Свето ври от такви. Боже. Ама шо ако ги кажем? По-голема пакост ке биде. Има си милиция за тая работа. Судове, държава. Човекова Иванин, ако му кажеш кой му вземал душта на негов близок, некой шо му е много мил, он ке се фате за саморазправа. Сам ке взема да кантардисова правдина. Затова не им кажувам такви работи. За да не се изпотепат помеѓу си. Та да биде белята още по-голема от тая шо бидела. Ми?
мистериозно место, Вања доаѓала со својата фамилија многу години пред конечно да го напушти Петрич и да се насели тука. Но ова, според се, важно, историско и судбоносно место. Овде, на рупите, во оваа мала куќерка, баба Вања пред крајот на својот живот ги примала луѓето кои што имале потреба од неа. Кога сакала да препорача лек, таа секогаш се подпирала на треви и растенија. Никогаш не бајала, никогаш не се служела со мимикрија, ниту пак со ритуални обреди. Била дрска, категорична, безмилосна, но и лута на јазикот кон секој оној што сакал да ја измами незе или било кој друг. Што е за тебе смртта? Постојат ли нешта што се повисоки од нашиот разум? Да. Од каде доаѓа тој разум? Оттам. Постоеле ли други цивилизации пред нас? Имало ги е. А тие што ќе дојдат од другите планети? Шо с нив? Тие ќе не убијат нас? Нас? Да. Да не убијат нас, това ли питуваш? Абе, зашо да не убијат? Абе, така ли бива таа работа? Не им се бој. Ништо нема да ви направат. Која мајка си убијала дет? Нема таква работа. Ми ним ни чедо сме ние. Ке дојдат да видат как сме, шо сме. Ја, като мајка ка оде при керка си, дадене невеста од друга куќа. Ви? Така? На прашањето зашто токму незе и е дадена таа моќ, таа кратко одговорила, за да им служам на луѓето. На крај, таа предскажала и се оствариле многу природни катастрофи, пропаѓање на држави, нации, лидери. Но сепак предскажала и сеопшт мир на планетата Земја. А него ќе го донесе осмиот. Владимир Владимирович Путин. Многу води ќе истечат низ реките на мајката Русија, а големиот народ ќе биде гладен и жеден. И многу лажни пророци ќе дојдат и ќе владеат без мир. Но мирот ќе го донесе оној што знае да владее без мир. Тој мир ќе го донесе осмиот.
Во долгата руска емпирија на војни и мир, сепак, во историјата на Русија, првиот мир го донел кнезот Владимир. Владимир Станислав и покрај блескавите понуди на мухамеданските и јудејските високи свештеници, русите да ги прифатат нивните вери, тој, во времето на владењето на македонската династија на Византиската империја, предводена од Василий II, се оженил со неговата сестра, македонската принцеза Ана. И во 988 година се покрстил и го прифатил христијанството. И така на русите им го подарил првиот и најголемиот мир – спасението во мирот Божји. Од времето на владењето на првиот, равноапостолот кнез Владимир, со Русија владеле уште 6 на Владимири. Но и покрај напорите на племенитиот, кнезот Владимир Долгоруков и револуционерниот Владимир Илич Ленин, сепак мирот не завладеал меѓу русите и во светот. Пророштвото на Евангелија Вања Сурчева е дека него ќе го донесе 8-миот Владимир, Владимирович Путин. Во Белиот дом ќе дојде црниот човек и тој ќе стане председател на големата земја, а потоа неговиот народ ќе се замрази меѓу себе. Земјата ќе падне во голема, долга и тешка немаштија. И пак ќе се подели на две, на север и југ. Црниот човек ќе вети мир и сите ќе му поверуваат. Но тој ќе донесе нови и пострашни војни од тие што биле пред него. Аллаху Акбар! Allahu Akbar! Down with their use of force as well. So, excuse me. Are we journalists? We're, I think I'm getting... Just a minute. I think we're being... Just a minute. May I see your passport? So, Errol. Allahu Akbar! Трета светска војна. Ќе има ли трета светска војна? Виса! Абе, вас од какви книги се во учили у темите нови училишта, бе? Глупости! Трета светска војна! Абе, как му правите сметката на времето вие, бе? Ко и кога е била првата војна? Та сега што вас ве занима да лагате за трета. Нема таква работа. Нема таква броене. Прва, втора, трета. 10. Војната се е една, без почеток и крај. Абе, кој ви го ваде акалу на вас, бе? Боже, 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 Боже. Абе, кој ве учи на такви работи? Па, училиштето, вестниците, телевизијата. И? Ти веруваш ли на това што пише по вестниците и се предава на телевизија? А? Не знам, ама, сепак во нешто треба да се верува. Па човекот мора да верува во нешто. А, такачка де. Гледаш ка знаеш? Ми верувајте, бе! Верувајте! Да веруваме. Во што да веруваме? Во Библијата. Верувајте само на Библијата и на Бога. На ништо и на никој друг. Сечко што треба да се знае е напишано там. Толкувајте и правејте така как што е напишано у Светото писмо. Там. Ништо друго. Ај са, врви си. У
Уморих се, Викигар. Сакам да подлегнам малкичко. Умри, майко. Боже, Боже. Аман, аман. На иницијатива на Вања, таа подоцна се преселила во местноста наречена Рупите, кои се предворје на влезот од древно-македонскиот град Хераклеја Синтика, за чие што постоење и тајни таа зборувала многу години пред да го откријат или цитираат археолозите. Таму, на Рупите, таа ги изгради храм, кој што одстапува од православните канони и проектиране во облик на трибродна пирамида. Дури и живописот со кој е исцртан храмот во многу нешта асоцира на релјефите од древните фараонски храмови. Таа сакала времето да го минува овде, воскитувајќи се на природата која што не можела да ја види. Но, ја чувствувала повеќе од било кој друг. Се вели дека била во постојана врска со природата и со светот кој што ја окружува. Кој да на погребението, дојде председател, Желјо Желев беше тога е председател, кај почна да чита, кај почна да кажува, та нејниот татко бил бугарин, та бил војник у Бугарија, па не знам, она бугарката, не е македонка, не знам што бил. Ама и ние не можеме да издржаме и се кирнаме. Не можеме да чекаме да ја пушат да погребат. И он не може да издржи. Вика, не можам да слушам дека лажат. Как можат да излажат така кој не е? Оно си македонка и македонка си умре. За подобро да разбереме, зошто токму Рупите ги одбрала Вања за место, од каде што ќе замине од овој, според неа привремен свет, ќе се вратиме назад. Назад во историјата на Македонија. Поточно во времето од после смртта на Александар Македонски. Сигурно се прашувате каква врска сето ова има со нашата приказна за последниот македонски пророк. Ова е Македонија. А Петрич, односно некогашната Петра, од секогаш биле дел од древна Македонија. А древната македонска поговорка, за да ја поднесеш денешницата и да ја предвидиш иднината, запознаја историјата. Кажува повеќе од било кој учебник по историја. Ова се остатоци од некогашниот македонски град Хераклеја Синтика. Токму така, Хераклеја Синтика. Градот го содржал името Синтика според локалното племе Синти. Но секогаш напред постоела додавката Хераклеја. Исто како Хераклеја Линкестис, стар град кој што се наоѓа во близината на денешна Битола, но на другиот крај на Македонија. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Затоа што и оваа Хераклеја, и онаа Хераклеја се градови создадени од македонските династии и се најсигурен доказ за градителските традиции на древните македонци, кои себе си се сметале за потомци на Херакле. Па на своите градови им го додавале името на својот предок. Овој, може би за нас и за времето случаен факт, сепак ќе крие една од тајните. Зошто баба Вања решила да ја напушти удобноста на домот свој во Петрич и во поодминати години да дојде тука, под падините на Кожух и во близината на местноста Рупите. Градот Хераклеја Синтика, Касандар го подигнал како место каде што требало да живеат сопругата на кралот Александар,
бактриката Роксана и незиниот син, престолонаследникот Александар IV. Но Роксана и малиот Александар никогаш не дошле во Хераклеја Синтика за да живеат царски. Тие, според некои сознанија, после нивното убиство, меѓу чии нарачатели се споменува и името на Касандар, најверојатно во Хераклеја се донесени за да бидат царски погребани. Освен градот Хераклеја Синтика, Касандар го основал и градот Теселоника, кој ние, современите, денешните македонци, неправедно го нарекуваме Солун, заборавајќи дека името градот го добил по жената на Касандар, поточно сестрата на Александар Македонски, која името го добила од незиниот татко Филип II Македонски, кој во чест на победата над тесалиците својата ќерка нарекол Теселоника или победничка над тесалиците. Колку силно и важно било тоа име на тој град за нас македонците, зборови фактот дека само кај македонците, од сите други соседни народи, има обичај женските деца, дури и во 20 век, да се крштеваат со името Солунка. И другото е со контактите со Александар Македонски. Ни кажа дека и Александар Македонски преку неја говорела и ја кажувала, најавувала дека јас ја директно и прашав што кажа Александар Македонски за Македонија. И она ми рече, вели, Македонија, Ванге, Македонија е била, е и ќе биде Македонија. Значи, сето тоа се десило пред да се десите со двоја Македонија, со самостали. Така да сите тие нешта се најавувале од тоа време. Македонците, за разлика од другите соседни народи, не го прифатиле римското владење како свршен чин. Напротив, до доаѓањето на Перси на чело на државата, македонците и римјаните воделе уште две големи војни, но без исход. Работите ги решавале со привиден мир. Така, на Персеј не му останало ништо друго, освен да започне нова војна. Со смртта на Филип, неговиот син Персеј се обидел да го врати македонското влијание на меѓународната сцена, особено во однос на влијанието на Рим. Персеј знаел дека Рим нема да се откаже од освојувањето на Македонија и дека тоа може да се спречи само со силна македонска армија. Затоа продолжил со подготовките за војна, започнати уште во времето на татко му. Тие подготовки не останале незабележани од непријателите на Македонија, а најмногу од Рим, кој управувал според принципот раздели па владеј. Имено братот на кралот Персеј Деметрий, кој бил римски фаворит за македонскиот престол, се согласил на отстапки во корист на Рим. Персеј бил против тоа. И откако станало јасно дека Деметрий работи против интересите на Македонија, Персеј го повикал на чествување во градот Хераклеја Синтика, каде што за време на свечената вечера Деметрий бил отруен, а подоцна и задавен. За секој случај, следниот ден Персеј токму во Хераклеја Синтика ја соопштил веста за новата, трета македонско-римска војна. И така, Персеј си го отворил патот кон нова, трета македонско-римска војна. Војна која ќе заврши со трагичен мир за Македонија и македонци. Со тоа започнува голготата на македонците која трае до ден денес. Како потврда на сето тоа е границата која се наоѓа на само 20 на километри од тука. Граница воспоставена во времето на Рим. Граница која и тогаш, но и денес Петрич, односно Хераклеја Синтика, ја оставиле во една, а соседната Струмица или Стримон во друга Мерина. И еве не сосема близко до крајот на ова наше патување низ историјата на Македонија. Патување кое Евангелие Сурчева ќе го живее онака
како што го живееле незините предци во древноста. Евангелие. Во 1942 година од Струмица ќе дојде во Петрич, град кој во се ја дели судбината на соседната Струмица. И така она се запознава со незинот сопруг, што е после Митко. На неј се кажува ствари оти он ќе биде сопруг. Он доваѓа по некои лични работи, јас сега не ги повторам тие работи. И она му кажува дека она треба да му биде жена на него. И така она заминува од тука, клава катаница на кукичката од леси, од кал. Нема што да земе од домакинство ништо, едно ѓумче, едно котленце, едно спалеси го нагрдува на врато што го сплетела сама, се качуваат љуба сестра и на колата и заминува за Петрич. Значи, тука е наведено книга на венчани, што се води во Струмица, околие Струмичка, област Скопска, епархија Струмичко-Драмска. Значи, тогашната црква се води под Струмичко-Драмска епархија. Под реден број 33 е заведено венчавањето на Вања Пандева Тасева, односно Сурчева. Значи, тоа е баба Вања, значи може и како Сурчева и како Тасева да се сретне. Место жителство на Вања Сурчева во Струмица, место на раѓање во Струмица, околија Струмичка, епархија Струмичко-Драмска. Ден кога се венчани на 10 април 1942 година, потоа е наведена староста на Вања, 30 години, тој е прв брак, значи запишена како мома, вероисповед источно православна. Понатамо, податоци за младоженецот. Димитар Г. Стојков, епархија Неворкопска. Значи Петрич е бил во тоа време под Неворкопска епархија. Значи склучуваат брак на 10 април 1942 година. Димитар има 24 години, а додека Вања има 30 години. Исто и на Димитар му е прв брак. Евангелија Сурчева од Струмица во Петрич доаѓа во виорот на Втората светска војна. Сопругот Димитар потекнува од селото Крнџалица, мало место во близина на Петрич. Иако нивниот брак официјално е склучен во Петричката епархија, тие сепак во книгата на венчаните се запишани во Струмица, според документи кои тие лично ги приложиле. Тоа упатува на можноста младиот брачен пар извесно време после бракот да живеел во Струмица. Тоа се времињата кога Бугарија води неизвестна војна, која ќе заврши со преврат во септември 1944. Но, најпосле, и двајцата го избираат Петрич за постојано ново место на живење. Во 1953 година ќе добие и својата прва и последна лична карта издадена од бугарските официјални власти во 1953 година. Име Вања, фамилија Гуштерова, народност македонка. Как таа мене, какви колко да съм природена на тој свет сега. Кажи на кој свет, колко съм природена жена мајка ми, најпрвата мајка Фаронка, а после. Најпрвата треба да е Фаронка. Тој ден баш кога бевме и она рече, добро што дојдовте, имам некој нешто да ви кажам. Она сакаше некои нешта на неа што ќе се десат покрупни, поважни у однос на Македонија, сакаше да не ги пренесе, да не ги каже. Веројатно имала доверие у нас, веројатно гледала нешто у нас, зашо не ги кажува, ние не знаме тоа зашто е така, но не инсистиравме зашто тоа е така. Него слушавме внимателно, за мене беше тоа
многу пикантно, многу интересно, затоа што јас тие работи ме интересирали од секојаш. И ни кажува сега, јас синоќ бев, кај, уствари беше Клеопатра кај мене. Не си дошло нениот дух, практично дошол, и вика, долго разговарахме со неа, и јас кога слушнав дека бил, и ја прашувам, прво што ја прашував, Лело, како, на кој јазик зборате со Клеопатра? И она ми вика на македонски. Како викам Клеопатра говорам македонски? Вика, ти тие работи не се така како што мислиш. На македонски се разговараме. Како и зашто? Не е битно, на македонски разговараме. И сега Клеопатра и каже, ајде сега викам да ми кажеш што кажела и зашто дошла Клеопатра. Практично она вика дојде да ме покане мене. Вањге, јас дојдов да ти кажам, да дојдеш во Лондон, таа улица, кажува, која е улица и кој број на улицата, да дојде, јас сум таму, моето тело е таму, значи, саркофаго незин таму, дојди таму, имам многу работи кои треба да ти ја кажам. Што се однесат за Македонија. И Клеопатра нези кажела, она ја питала, зашто на мене ми го кажуваш? На тебе ти го кажувам затоа што вика, јас сум поврзана со тебе. Значи, јас сум поврзана со тебе. Ти си, после мојата смрт, јас сум се природила во тебе. Иде еден дух и вика, јас сум мајка ти. Јас сум Фаронка, вика, јас сум мајка ти. Јас имам две дечери и двата залюби се. Ојде в морето да бицам. Тебе те изгубих, сега те најде. Викам, кажи нешто. Што ќе кажам, вика? Немам да кажам. Но ќе дојде ден, вика, че имам женоздание и занđe горе, вечни времена за тебе. По смртта на Персеј, во 167 година пред Христа, Македонија била распарчена, а незината аристократија уништена и прогонета. Но, македонците и понатаму продолжиле да владеат со светот, но сега преку Средоземното море. Египет, најсилната држава на Медитеранот и Африка, била владеана од династијата на Птоломеидите. Династијата на Птоломеидите, која со Египет владеела речиси 300 години, во историјата на западната цивилизација ќе биде одбележана по незиниот прв и последен крал, основачот на династијата, генералот на војската на Александар, фаронот Птоломеј и последниот македонски владетел, кралицата фаронка Клеопатра. Кажи на кој колку сум продолжена мајка ми. Најпрвата мајка Фаронка, а после. Вечна времена ќе говори, јас сум Фаронка. Птоломеј Лагов бил еден од најдобрите и најверните генерали на Александар Македонски. Птоломеј е дел од дијадосите, кои по смртта на кралот воделе меѓусебни битки за превласт и владенија, ако не на целата, барем на одредени делови од огромната македонска империја. Во тие битки тој извојува победа и на управување го добива Египет. Тој бргу се консолидира, воспоставува мир на неговата територија и во 323 година застанува на чело на египетската држава, прогласувајќи се за фараон. Така, Птоломеј Сотир, кој во себе нема ниту една друга капка крв освен македонската, и по татко му Лак, и по мајка му Арсонија, ќе изгради династија која 300 години ќе владее со Египет и со тој дел од светот.
Таа во историјата позната како македонска-египетска династија, својата моќ и сила ја темели единствено и само на принципите на владење во строго затворен и семеен круг. Имено сите останати 12 фараони, кои исто така го носат името Птоломеј и ќе дојдат по него, се браќа, сестри и братучеди, кои за да ја заштитат династијата од туѓа, не македонска крв, најчесто стапувале во брак помеѓу себе. Последниот од династијата Птоломееви, фаронката Клеопатра, ќе дозволи во семејството да влезе друг, не македонец. И тоа ќе биде крај на македонската египетска држава. Клеопатра ќе се впушти во блиски односи со Јулиј Цезар и Марк Антоний, кои во западната историја и литература се прикажани како романтични херои, а во суштина ќе ја урнисаат и династијата и државата. Но, кралицата, фараонка Клеопатра, бил голем и моќен владетел, кој несомнено поседувал и световна, но и божествена, па дури некои велат и магиска сила и моќ. Таа нејзина, необјаснета и докрај неразбрана способност, повеќе од 2 милениума од нејзината смрт не престанува да го интригира светот. Клеопатра умира на 12 август во 30-та година од новата ера, зад себе оставајќи 3 брака и 4 познати и признати деца. Кажи на кој колку съм продолжена мајка ми. Најпрвата мајка фаронка, а после. Вечно времена ќе говори, јас сум фаронка. А постои ли Господ? Да. А ти си го видела Господ? Господ не може да се види. Он е една бабачка топка, од огин. Огнова топка. Не можеш да ga видиш, не се скива. Оти свете светлина, силна светлина шо услепува. Ништо не се гледа. Ако некој ти каже, оти го видел Господ, това не е верно. Не. Ако се земе еден човечки живот, ние што сме сега?